Благодарам подпредседателя, почитувани колеги пратеници. Овој ребаланс што го имаме пред нас денес е приказ за една власт која успеа за само една година целосно да се одлепи од реалноста. Да ги заборави попат сите оние кои пред една година и дадоа огромна поддршка. Приказ за една власт на која ароганцијата и стана најголемиот сојузник. Овој ребаланс на буџет само потврдува тезата дека се е ставено во прилог на предстојните локални избори. Оваа теза ја истакна во уште со носењето на буџетот за 2025 година, денеска истата само се потврдува. Овој ребаланс нема ништо со развој на државата, нема ништо со подобрување на животот на граѓаните, нема ништо со системски реформи. Овој е изборен буџет, а не развоен буџет. Наместо буџет за луѓето добивме ребаланс за партијата. Граѓаните заслужуваат буџет кој ќе им го олесни животот, а не буџет кој ќе ги потцени како гласачи, што може да се купат. Во време кога цените на основните производи беснеат, а граѓаните живеат се потешко, повторно нема пари за повисока минимална плата. Но затоа гледаме силни обиди да се направат синдикати по мерка на владата, да се пресметува синдикална кошничка по мерка на владата и да живееме онака како што владата мисли, а не како што е достоинствено за секој еден човек. Уште еднаш оваа влада покажува дека нема слух за работниците, за нивниот стандард и достоинство. Очигледно само бизнис олигархијата е важна. Но затоа значително се зголемени ставките за стоки и услуги. Нешто кое секојаш беше силно критикувано од страна на ВМРО-ДПМН во опозиција и кое е контрадикторно со позициите дека ќе се води сметка за рационално трошење на народните пари. Факт е дека и овие ставки ќе бидат во прилог на локалните избори и луксузирање на власта. Овој ребаланс ја потврдува тезата дека проектираниот буџет од 6,5 милиарди евра, кој е најголем во историјата на Македонија, не беше базиран на реални проекции. Напротив, базиран на многу оптимистички проекции и нивното неисполнување денес дополнително ја влошуваат фискалната кондиција на земјава. Затоа до крајот на годината во буџетот ќе недостасуваат околу 500 милиони евра, кои или треба да бидат позајмени или некое јавно добро да биде продадено. За 250 милиони евра од унгарскиот кредит кои се однесуваат за компаниите, не знаеме согласно кои критериуми беа распределени, а владата ги крие компаниите кои добиле субвенционирани кредити како змија нозете. Направена е класична дисторзија и дискриминација на пазарот, затоа што голем дел на компании не добија субвенционирани средства, а ќе платат комерцијални кредити за потребите на своето работење. И на ова силно укажува приносење на буџетот. Едноставно не може да се кријат компании кои добиле субвенционирани кредити, затоа што субвенционираната камата ќе ја плаќаме сите ние, граѓаните на оваа држава. И дополнително, се уште не сме ги виделе индикаторите за успешност преку кои ќе се цени успешноста на оваа мерка. Се потврди тезата дека од аспект на понуда, ниту буџетот, а најмалку овој ребаланс не нуди ништо ново, оригинално и различно. Се потврди тезата дека вака скроените буџет и ребаланс носат нови ризици и се фактор за макроекономска потенцијална дестабилизација. Додадена вредност нема и се влегува во зголемена неизвестност и ризици со милиарди евра задолжувања. Ја носите државата во должничко робство. Се потврдува тезата дека главните индикатори, особено на приходната страна, но и на расходната страна, нема да се исполнат заради системските слабости, заради неефикасноста на владата, но и заради изборната година. Овој ребаланс е признание за сите погрешни предвидувања во основниот буџет. Се потврди тезата дека во ваква економија лошо скроениот и погрешен буџет, со исклучување на сите релевантни меѓународни институции и со прекршување на основните и договорени фискални правила, не представува решение и помош, туку проблем и извор на кризни ситуации. Реализацијата на капиталните инвестиции е очајна. Нешто што беше силно најавувано од страна на владата. Имаме единствено движење по инерција на претходно почнатите проекти и ништо друго. Или народски кажано, митот за ефикасно владење на ВМРО-ДПМН
се сруши како кула од карти. По сите основи во сите области имаме целосна стагнација и неефикасност во менеджирањето на институциите. Ваква слаба реализација на капиталните расходи и проекти е очекувана последица од една година неработење и само гола пропаганда. Суштински промени се ургентни затоа што за една година ние не научивме што работи и како му поминува работниот ден на вице-премиерот Љупчо Димовски. Затоа што вице-премиерот за политички систем во владата Стоилковиќ единствено нешто што видовме промоција на српскиот свет по нашата држава. Затоа што дигиталната трансформација се претвори во дигитална стагнација. Затоа што министерот за култура и туризам го претвори министерството во министерство за авантуризам. Јавашлук на државна сметка по сите основи. Затоа што министрите од ЗНАМ се во владата за секој случај, исто како оној за валијата на митингот што беше за секој случај. Министерот за правда ниту некој го видел, ниту го чул, но затоа ќе губиме неповратни средства заради неспроведени реформи. Почитувани колеги, начинот на донесување на буџетот, а и овој ребаланс се јасен показател дека ништо не сме научили од историјата. Дека немаме капацитет за промена на нашиот менталитет и за промена на начинот на кој ја разбираме власта. Најсилен показател за ова е одбивањето на амандманите на опозицијата за настраданите и повредените во пожарот во Кочани и за зајакнување на системот за справување со пожарите во државата. И по однос на Кочани, ја слушав дискусијата во парламентот и никако не можам да разберам каква ви е оваа стратегија. Како ви овај пристап кој вака ве советува? Овие семејства немаат ниту дом, ниту имнина, ниту мир, нив им остана само болката. А вие наместо поддршка им понудивте молк и рамнодушност. Им нудите некаков маршалов план и економски развој на Кочани. Нив денес не им требаат маршалови планови. Нив им треба само човечки пристап и поддршка. И ако за ова не може да се обединиме и како луѓе, и како политички партии, не знам зашто би се обединиле. И на крај, ако државата не може или не сака да помогне, да застане заедно со своите граѓани во вакви траурни моменти, бадијала ни е таква држава. Ви благодарам.